Почитувани, на крајно нечестен и подмолен начин власта ги искористи годишните одмори да протне што е можно повеќе поскапување и непопуларни мерки. Плашејќи се од револта на народот, власта скри шум додека граѓаните се на одмор, презеде низа чекори кои ќе го отежна животот во месеците кои предстојат. Регулаторната комисија за енергетика, за која веќе никој не верува дека е независна и на чие чело стои кадар на ВМРО-ДПМН, на досега незапаметен начин во деновите пред Илинден донесе одлука за поскапување на парното грејење за 3% и на струјата за дури 10%. Во услови на економска криза и безпарица, ова ќе биде уште еден голем финансиски удар врз граѓаните, кои тие ќе го почувствуваат по септември кога ќе ги добијат првите сметки. Поскапувањето всушност е многу поголемо, затоа што комисијата во исто време одлучи и да ја укине ефтината дневна тарифа за струја. Истиот регулатор за само еден месец ги поскапе нафтените деривати за цели 7 денари за литар, со што сериозно им ги зголеми трошоците на граѓаните кои тие денови тргнуваа на одмор. Но ова не е последната летна одлука на независниот регулатор. Граѓаните кои се исклучиле од парното на топлификација и во меѓувреме инвестирале во друг тип на грејење, ќе мораат повторно да влезат во договор со фирмата Монопол и ќе плаќаат сметки иако нема да се греат за парно. За да се одвлече вниманието од овие поскапувања и нечесни потези, ова лето посветено остваруваше и Комисијата за лустрација, предводена од првиот владин инквизитор Томе Аџиев, кој на неуставен начин арбитрарно прогласи десетици граѓани за кодоши. Без да им даде право да се бранат преку судски процес, власта преку оваа политичка комисија ги жигоса овие луѓе, објавувајќи ги нивните имиња јавно на интернет. Театарот лустрација продолжува како средство на власта за пресметка со политичките неистомисленици. Оваа пресметка власта ја продолжува на повеќе фронтови. Летово повторно на удар се најде Љубе Бошковски, на кој власта уште еднаш му смести случај во кој главната улога ќе игра нов или старо нов заштитен сведок. Во истиот период се случи ново деградирање на македонската дипломатија. За амбасадор во Загреб, МНР испрати поранешната стюардеса и крупије Даниела Караѓозовска, чие именување продолжува низата апсурдни дипломатски потези на власта. Многу ќе биде интересно да се види со кој капацитет и кому ќе предлага политики и стратегии најавениот Институт за надворешна политика во услови кога македонската дипломатија е комплетно декапацитирана. И додека се тоа се случуваше, македонската економија продолжи да тоне, а тоа најдобро се гледа последните проекции на Народната банка, која повеќе не верува дека растот на БДП оваа година може да надмине 1%. Како јаготка на шлагот, угледниот CNN го потврди фактот дека Македонија е светски рекордер во невработеност. Ова е вистинскиот летен отчет на владата на ВМРО-ДПМН. СДС како најголема опозицијска партија нема да го дозволи овој обид на власта да го прокриумчари од јавноста овие непопуларни активности и тие да останат незабележани. Сите овие потези соодветно ќе бидат презентирани на јавноста и за секој од нив ќе се бара одговорност. И додека премиерот Груевски се сонча во сините лагуни во Турција, треба да знае дека граѓаните од септември ќе му го испорачаат својот револт поради овие катастрофални политики, а на локалните избори во март соодветно ќе го казнат. Благодарам, поведете прашање за тоа.